Следите Македонија наутро, беше тоа Лозано со километри, убава македонска музика за рано посабајлечки, а во продолжение тема екологија ќе одбележиме и ќе прославиме убав јубилеј 50 години Македонско еколошко друштво. Велам добро утро за Робертина Брајановска, извршен директор на Македонско еколошко друштво, и за Диме Меловски, раководител на програма. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро, и прво да честитам 50 години, навистина не се мала бројка да се обстои во својата работа. Би сакал да почнеме за тоа што всушност представуваат овие 50 години Македонско еколошко друштво и што значи постоењето воопшто на МЕД за нас како земја. Така. Добро утро да посекам и на сите гледачи. Благодарам за поканата и за можноста да можеме да кажеме и накратко, барем накратко, за овие 50 години развој на МЕД. Всушност, тоа е, можам да кажам слободно, една од најстарите еколошки организации во земјава, практично формирана во далечната 1972 година, уште во времето на Југославија. Но во тоа време, како организација која што ги спојувала повеќе природно-математичките факултети, односно професорите и студентите од сите, не само од Скопје, туку и сите републики од бивша Југославија, и претежно функционирале, работеле на научно-истражувачки проекти. По самостојувањето на Македонија, МЕД се регистрира како Сдружение на граѓани, односно продолжува и понатаму со својата мисија, но исто така во насока и на апликативни проекти, не само со научно-истражувачка работа. И затоа се многу значени, особено изминативе 15-20 години, на нашето делување на полето на заштита на природата и биолошката разновидност, бидејќи работиме на голем број проекти за заштита на различни видови живеалишта, за поднесуваме иницијативи за прогласување на заштитени подрачја, помагаме на управувањето на прогласените заштитени подрачја и така натаму. Секако продолжуваме да ја следиме нашата мисија, која што не води, тоа е заштитата на природата и на животната средина, преку зголемени знаења, значи повторно преку продолжување на научните истражувања, спроведување редовен мониторинг, но и преку граѓанска вклученост, односно вклучување на различни заинтересирани поединци или локални организации кои што се придружуваат или не поддржуваат во нашата работа или се вклучуваат во активностите на терен. Навистина голема бројка, тежи, значи 50 години не е мала работа да се обстои на ова поле и да се добијат добри резултати. Така, резултатите се важни воопшто за целокупното наше општество од вашата работа. Диме, верувам дека ќе има настани активности со кои што се одбележува година овој јубилеј, би можеле да издвоиме дел од нив? Да, точно така, и тие настани не се настани ние кои што ги, да кажеме, не сме ги измислиле или се дел од работењето на МЕД, меѓутоа тоа се светски признати настани кои што ние ги користиме со цел да испромовираме нашата работа, и бидејќи се настани кои што се поврзани со заштита на планетата Земја, би кажал, одговараат за да се испромовира и работата на МЕД. Би спомнал само дел од нив. Во март беше меѓународниот ден на шумата, во април 22-иот ден на планетата Земја, во мај понатака светски ден на птиците преселници. Македонското еколошко друштво има цела една катедра орнитолошка, значи која што е посветена на заштитата на птиците во Македонија. Светскиот ден на биодиверзитетот исто така е значаен ден за нас во мај. Па во јуни денот на животната средина, 11 јуни е денот на рисот. Јас конкретно и мојот тим сме вклучени во заштита на балканскиот рис во Македонија веќе 16 години. Потоа во септември е денот на екологијата и конечно во октомври Македонското еколошко друштво го организира и 6-тиот конгрес на еколози со меѓународно учество. Една од активностите која што започна уште од 90-тите години и е една од клучните активности каде што МЕД ја исполнува и својата мисија. Така. Верувам дека важна е и регионалната соработка, која што ја имате со другите
друштва од поблиското наше обкружување. Ајде малку да позборуваме и за таа регионална соработка. За важноста и со кои друштва имате најголема соработка? Точно. Па, регионалната соработка е необходна всушност, ако сакаме добри резултати. Добри резултати, но и ефикасна заштита на значајните екосистеми. Практично, сите значајни планини, езера се долж границата на Македонија и невозможно е да се зачуваат онака како што треба или да се спроведат соодветни мерки за истражување и за зачувување без соработка, особено со соседните земји. Така што МЕД долги години одржува една таква соработка. Можам тука да истакнам повеќе организации. Особено сме активни во Преспанскиот регион, каде што заедно со две организации од Албанија и од Грција, значи СПП, тоа е Сдруженијето за заштита на Преспа, и една организација од Албанија за заштита и зачување на природата и животната средина, ППНЕА, ја формиравме мрежата Преспа.нет заради ефикасна заштита на Преспанскиот регион, кој што е трилатерално подрачје. Во регионот на Шара, исто така, доколку сакаме ефикасна заштита, мораше малце да се активираат и локалните организации, па ја формиравме мрежата Пријатели на Шара, која што после се преслика и на албанска и на косовска страна. За зачување на балканскиот рис, колегата Диме ќе објасни можеби повеќе. Во источниот дел на Македонија за заштита на осогово исто така соработуваме со организации од Бугарија, соработуваме со факултети, академии од соседните земји и секако, освен на национално ниво, имаме и активности пошироко на Балканот. За рисот верувам исто така се на регионална соработка. Да, точно така, и само би додал на ова дека државите, поготово во Европа и поготово на Балканот, се толку малечки што за еден крупен месоеден вид како што е балканскиот рис, едноставно е невозможно да се обезбеди целокупна заштита негова доколку се работи само на територија на една држава. Значи, несомнено дека мора да почнеме да соработка со нашите соработници од Албанија и од Косово, каде што и распространувањето на балканскиот рис со цел да се доведе до таква интегрална заштита. Така да нашата соработка со една албанска невладина организација, иста како што е Македонското еколошко друштво, започна уште од 2006 година. Понатака во 2013 година вклучивме и партнери од Црна Гора и од Косово со цел да се работи на целиот тој регион каде што и живее балканскиот рис. Јас тука би додала само дека токму заради тоа МЕД практично се вклучува во поголеми мрежи и меѓународни организации. Тука би сакала да истакнам дека МЕД е партнер на BirdLife International, тоа е најголемата светска организација за зачување на птици и живеалишта. Партнер сме од 2018 година, но и сме членка на Меѓународната унија за чување на природата, или позната како IUCN, и членка на уште неколку европски поголеми такви мрежи. Завршуваме со темата младите и Македонско еколошко друштво. Како се вклучени, колку се вклучени, превземаат ли иницијативи, важноста од вклученоста на младите во сите ваши проекти и ваша работа? Да, вклученоста на младите од огромно значење, како и во секој сектор, не само во сектор за заштита на природа, туку и во буквално каде да отидете без едукација едноставно не постои нели иднина. И ние ги вклучуваме младите на два различни начини. Едниот е волонтерски, преку прво соработка со Истражувачкото друштво на студенти биолози, исто една организација која што е формирана уште од 1994 година. Значи, волонтерски активности, помош пред се до ИДСБ, меѓутоа и волонтерско нивно вклучување во нашите активности и од неодамна малку по-професионално вклучување на младите еколози преку програмата за поддршка на млади еколози, која што ја воспоставивме уште од 2009 година. Имаше до сега 3 грантови дадени од страна на МЕД и грантовите се главно за да се поддржат младите еколози, значи да се научат младите еколози како да работат научно-истражувачка работа. А тоа е нешто што многу тешко се добива како грант и на меѓународно ниво и кај нас, нели?
бидејќи тешко се добиваат пари кои што се само наменети за истражување. А истражувањето е нели една основна активност за понатака младите еколози да се обучат за да работат теренски, да се обучат да работат мониторинг на одредени видови, на заштита на предели и така натака. И мене ми е многу драго дека ете 3 такви грантови веќе имаме дадено ние од МЕД и од прилика околу 30 на млади еколози се здобиле со шанса да работат на заштита на природа. Ви благодарам за гостувањето. Вие сте можеби скромни, но јас нема да бидам скромен и да кажам дека вашата работа е навистина од голема важност за целото наше општество во кое што живееме, затоа треба да се следи и да се вреднува со внимание. Благодарам да имаме убав јубилеј годинава и секако не уште 50, уште многу години јубилеј и убави разговори поврзани со Македонското еколошко друштво. Ви благодарам. Благодарам за поканата.